Нови уште 5 авиолинии од македонските аеродроми до европските дестинации. Со субвенции од државата од Скопскиот аеродром од 6 април следната година ќе се лета до Наполи и Будимпешта, а до Охридскиот аеродром од 28 јуни од Катовице, Вроцлав и Милано. Визер на Скопскиот аеродром од следната година ќе има постојана флота со 6 авиони и прави замена на постојните Airbus A320 со Airbus A321 Neo, објави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Ако на ова ги додадеме претходните 5 линии кои што ги објавивме пред некаде месец дена, тоа е главниот аеродром во Стокхолм, кој што почнува овој ноември, 2 ноември, понатака Мадрид, почнува исто така на 2 ноември, Келн, аеродромот Бон, кој што почнува на 20 декември, Бари, исто така на 20 декември, Прага, 20 декември, и Ларнака, која што почнува на 30 октомври, тоа се вкупно 11 нови авиолинии за само месец и половина во соработка со нашите пријатели од Визер. Како што посочи Николовски, авиокомпанијата ќе го зголеми капацитетот за патници за околу 50% од следната година и ќе понуди 3.300.000 седишта за Македонија. Одличната соработка помеѓу македонската влада и Визер ја потврди извршниот директор Джозеф Варади, кој најави дека ќе го зголемат и бројот на вработени од Македонија за најмалку 100. Имаме навистина убава оперативна платформа во земјата, 6 летала до крајот на годината, рути од Скопје и Охрид и повеќе од 200 вработени во земјата. Секако сето тоа доаѓа до 3,3 милиони седишта кои што ќе бидат достапни во 2026 година. Ова е навистина голем скок во споредба со 2012 година. Средба со представниците на авиокомпанијата Визер имал и председателот на владата Мицкоски, на која разговарале за можностите за проширување на соработката, подобрувањето на услугите и развојот на нови иницијативи. Инаку државата ќе ги субвенционира летовите и тоа по 9 евра по патник на доаѓање на Скопскиот аеродром и 12 евра на Охридскиот аеродром. Македонските аеродроми добија 16 нови дестинации во изминатата година. Бројот на патници бележи раст. Скопскиот аеродром за 5% во првите 6 месеци, додека Охридскиот за дури 13%. Министерот Николовски очекува дека до крајот на годината растот ќе биде двоцифрен на двата аеродроми, што би представувало апсолутен рекорд во регионот.